Спикерот Талат Џафери на утринската координација закажа седницата за носење на законот за јазици утре во 13 часот. Кои се мерките кои што ќе ги превземе ВМРО-ДПМН? Ние во минатото во многу наврати апелиравме за разум, почитување на законите, деловникот во собранието и уставот во Република Македонија. При тоа понудивме решение кое што се темели на формирање работни групи кои што ќе бидат составени од сите парламентарни политички партии, ќе биде вклучена експертската јавност, ќе биде вклучени представници од Македонската академија на науките и кабинетот на претседателот на државата. Чувствителна тема е. Во минатото видовме дека оваа чувствителна тема предизвика голем број реакции и во експертската јавност, но и во општата јавност во Република Македонија. Уште еднаш повикувам на разум, повикувам да се избегнат лоши сценарија, повикувам да се избегне опцијата за парламентарен терор на мнозинството врз малцинството во парламентот, бидејќи мнозинството се разбира го сочинуваат представниците на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, поддржувани од останатите политички партии, со исклучок на пратениците од пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Повикувам уште еднашка за разум, повикувам уште еднашка за почитување на деловникот, почитување на законите, бидејќи ова не смее да се дозволи. Лошо ќе влие за Република Македонија, за имиџот на Република Македонија и пред меѓународната заедница, но и пред домашната јавност. Затоа повикувам уште еднашка за последен пат на разум, да се избегне едно дивентно однесување во парламентот, насилно усвојување на овој закон и повикувам на почитување на деловникот и разгледување на амандманите и отварање на амандманска расправа која што ВМРО-ДПМН ја очекува за време на утрешната седница во собранието. Сето останато ќе предизвика реперкусии и за тој кој што ќе се одлучи да ги прекрши законите, но и сите оние кои што ќе го поддржат во таа постапка. Не ми одговоривте како ќе действувате утре во 13 закажана седница. Нашите пратеници ќе присуствуваат на таа седница и за чекорите понатаму ќе биде јавноста благовремено информирана.